Обвинетиот Боре Видевски поседувал пиштол со дозвола од 99-та со калибар 9 мм, но обвинителите при претресот во неговиот дом ниту го евидентирале, ниту го земале за вештачење. Со вакви тврдења Лупчо Палевски бара од Лупчо Коцевски земање на обвинителката Жаклина Крстевска-Јосифовска и целото скопско обвинителство. Иако знаеле дека Видевски има и пиштол и ловџиска пушка, тврди Палевски, не презеле ништо, а вештачењето од чаурата која беше најдена заедно со телото на Панче Жижовски не било приложено како доказ. Затоа јас ја приложив чаурата како доказ на одбраната. Ви доставувам и доказ за сторено кривично дело од Јосифовска. Обвинетиот Боре Видевски поседува пиштол со калибар 9 мм и дозвола издадена на 15.1999, а исто така поседува и ловна пушка Мосберг од 12 мм калибар и дозвола издадена на 14.2.2001 година. Вакви злосторства се вршат со оружје купени на црниот пазар, но затоа обвинителот е должен на почетокот на истрагата оваа околност да ја расчисти да тоа што покажува обележје на кривично дело. Зошто тоа обвинителката не го сторила, треба да одговори. Според адвокатот на Палевски, оружјето кое го поседувал Видевски би можело да биде клучниот доказ за расчистување на целиот случај. Возможно е 4 обвинети да имаме, еднаш го признаа кривичното дело, потоа го повлекува, значи признавањето да до сега во текот на оваа постапка немаат ниту едно прашање да постават или да приговорат на било каков доказ и очекуваме тоа ни укажува дека во конкретен случај значи и можеби тие се заложници во овој кривично правен настан. Мислам дека веќе можеби преговарале за исходот на оваа постапка. Јавноста ќе дознае што правел Палевски, иако тој постојано негира дека учествувал во двојното убиство, тврди од друга страна обвинителката Крстевска-Јосифовска. Наспроти тврдењата на прво обвинетиот, таа вели дека сите докази ги обезбедиле. Ниту еден бранител не разговарал со обвинителството надвор од превземањето на службените действија во смисла на испитувањето на обвинетиот кој што бил бранител, тој адвокат. Многу чудно е како тоа обвинетиот Лупчо Палевски ги има записниците за испитување од осомничените Велибор Манев, Боре Видевски, Владко Кешишев и Александар Ѓорчевски во обвинителството, бидејќи тоа се списи кои што се само за обвинителството, а не се доставени ниту на увид, ниту на одбраната примерок, па многу е чудно како дошол до истите и ги презентира во јавноста. Судијата Ивица Стефановски судењето го одложи за 3 февруари, посочувајќи дека мора да се остави простор републичкиот јавен обвинител Коцевски да се произнесе по наводите за барањето за изземање. Претходно Палевски бараше изземање и на Стефановски, но кривичен не прифати. Малолетната Вања и велешанецот Панче, кои беа пријавени за исчезнати на 27 и 24 ноември, беа пронајдени мртви во близина на Скопје и Велес на 3 декември 2023 година.